Првиот разговор ќе го имаме со градоначалникот на општина Бутар, господинот Велимир Смилевски. Господин Смилевски, добро утро. Добро утро. Како е во општина Бутар ова понеделничко утро после 60 и неколку часови карантин за сите граѓани на општината? Па мислам дека е прекрасно утро. Без разлика што се случуваше викендов, можам да кажам убав чист Бутел, убаво Скопје. Така да не биде примери во иднина да не толку прљави загадувам. Кажете ми, преку пат на општинската зграда во Бутел се наоѓа општинскиот пазар, има едно, да кажем, еден цел комплекс со продавници, банки и така натаму. Се забележува ли раздвиженост утрово на тие локации? Да, во моментот имаме утринско раздвижување. Обично околу 9 часот почињаат поголемите активности, пензионерите во 10, но можам да кажам дека е како секојдневно утро. Господин Смилевски, во состав на вашата општина се и неколку поголеми села кога ќе се тргне кон Радишани, следуваат Јазирци, Љубетен, на крајот тие и Љубанци, а од другата страна кон да кажем кон запад е оваа голема индустријска зона и веќе зона за живење која представува Визбегово. Какви се таму раздвижувањата? Особено ме интересира во Визбегово, бидејќи сепак се работи за зона во која што има колку има? Има ли стотина бизниси во зоната во Визбегово? Па имаме скоро негде околу 180 фирми кои што гравитираат во општина Бутел. Иако сме залепени со другите општини, мислам дека всушност околу 260 на фирми тука се движат, не е мала бројката. Можам да кажам дека сите функционираат, нема фирма која што е затворена, затоа што повеќето од нив се трговски, немаме некои производства. Еве минатата недела имавме акција со повеќе стопанственици, организиравме хуманитарни пакети. Можам да кажам дека добро функционира Визбегово. Мимо тоа имаме негде околу 8 нови барања за одобрение за градба, значи работата не е застаната и се продолжува со активностите во Визбегово. Скопје ни се раздвижија уште пред викендот, а слушам најави за следниот викенд се подготвува истата шема. Многумина заминаа во своите викенд куќички и така натаму низ цела Македонија, а по патот од Бутел на кај Радишани па се таму негде до падините и веќе височините на Скопска Црна Гора има стотици илјадници викендички. Забележувате раздвижување во нив? Да, може да се каже дека има раздвижување, но не е некое спектакуларно големо. Повеќето луѓе што имаат викендици што имаат некои земјоделски земјишта за обработување, овој период се знае дека на тој дел од селата има раздвиженост. Не е нешто многу големо, но има раздвиженост. Имате ли многумина карантирани во општината, ова што се луѓе кои што се во принудна изолација заради заразеност? Па да, имаме од самиот почеток, но бројката не е страшна, не се зголемува алармантно и мислам дека полицијата редовно си ги контролира таквите активности. Успевате да помогнете како општина таму каде што има потреба, достави сиромашни семејства и така натаму? Имате некакви посебни мерки за тоа? Имавме посебни мерки, кризниот штаб наш уште на самиот почеток се организираше. Една недела имавме такви активности на наш телефонски број кои што бараа помош жителите на општина Бутел, но после на град Скопје се договоривме да за таквите услуги ги користиме Црвениот крст. Со одредени средства учествувавме во Црвениот крст со околу помагање финансискиот дел и сега мислам дека е тоа средено, затоа што не ова општинскиот крст на Чаир не покрива и немаме некои поголеми потреби, таму кај што има и ние искочуваме во пред. Градоначалникот Велимир Смилевски на општина Бутел во составот на град Скопје, ви благодарам за овој утрински разговор.